На годинашниот конкурс за најдобро прозно остварување во 2021 година, односно за наградата Стале Попов, пристигнаа 13 прозни дела, од кои една збирка раскази и 12 романи. По темелното испитување на пристигнатите дела, членовите на комисијата на ден 25.1.2022 година, на состанокот што се одржа онлайн, со цел почитување на ковид мерките, донесе заклучок дека пристигнатите дела се со висок книжевен квалитет и со својата разновидност во однос и на формата, и на содржината представуваат значајни литерарни остварувања во македонската современа книжевност. Сепак, некои од нив на овој или оној начин се издвојуваат со своите посебности, па оттука во потесен избор влегува следните дела: Престапни години од Оливера Ќорвезировска, Како го убив Мандрак од Трајче Кацаров, Лебед од Ана Стојановска, Ден за одмазда од Ивица Челиковиќ и Отпадот од духовните контейнери од Јован Дамјановски. Со цел на секое дело и на секој автор да му се даде подеднаков простор за дискусија, жири комисијата се состане уште еднаш на 26.1.2022 година, исто така онлайн, при што едногласно одлучи наградата за најдобро прозно остварување Стале Попов за 2021 година да ја добие романот Ден за одмазда на Ивица Челиковиќ. Ден за одмазда од Ивица Челиковиќ е роман во кој што авторот на нему својствен наратив, но сепак малку поинаков од неговите претходни прозни остварувања, особено во структурата на романот, пролог, епилог, два дела и меѓу нив цртички што ја навестуваат радоста, тагата дека сме тоа што го мислиме, дека со тврдо срце минуваме низ светот, дејството го води во прво лице, односно јас, раскажувачот, е и главен и спореден лик низ чија што призма на наблюдување, низ чии што животни настани и лични чувства, пред се семејни врски, е прикажан еден период од нашето и блиско минато и сегашност. Всушност, приказната над зидарот, прекарот на главниот лик, секако не е случајно зидар, тематски и мотивски е заснована на положбата на единката во услови на општествена транзиција, на судирот на еден строго контролиран, но веќе не само напуштен, туку и морал што го допрел дното, морал на победници во либералното, пазарно, дехуманизирано општество. Во таков еден судир, секогаш жртва е индивидуата, што одбива да учествува, што нема да се согласи со новиот морал, во наводници, што всушност и не е нов и не е само тука. Имено, приказната се одбива во две земји. Едната на тажниот југ, распадната и на распаќе меѓу Европа, Шведска. Сгрешив. Одново. Во таков еден судир, секогаш жртва е индивидуата што одбива да учествува, што нема да се согласи со новиот морал, што всушност и не е нов и не е само тука. Имено приказната се одбива во две земји, едната на тажниот југ, распадната и на распаќе меѓу вчера и утре, и другата на студениот север во една од најбогатите и најдемократските земји во Европа, Шведска. И нема никаква разлика меѓу тоа што му се случува на зидарот во Македонија, на неговиот зет Ерик од Шведска. Поентата е дека сите луѓе на овој свет ги имаат или ги немаат истите морални вредности. Оттука и една универзалност на овој роман, што секако излегува од границите на своето говорно подрачје, но притоа ги задржува сите основни обележја и на содржински и на јазичен план, што е особено важно затоа што не флертува со странскиот читател, туку напротив му го дава на дланка прототипот на главниот јунак во неговото окружување. Челиковиќ токму со својот главен, јасен, течен јазик, понекогаш и помалку студен, дури и најдраматичните моменти од животот на својот јунак и неговото потесно семејство ги раскажува со мудра смиреност,
со лесно перо, без нималку патетика и мелодрама, што веруваме ќе биде пријатно изненадување за читателите. Со големо задоволство имам можност да изразам благодарност, пред се со чувство за честа што ми е укажана да бидам добитник на годинашната награда на Друштвото на писателите на Македонија, Стале Попов, за прозно дело објавено во минатогодишниот едногодишен период. Се разбира, тука се и другите награди на ДПМ и затоа сум посебно задоволен, бидејќи моето членство во Писателската асоциација во Македонија датира во периодот кога јас практично се подготвував да се преселам на северот на Европа во Скандинавија од 1990 година. И од тогаш сепак не се чувствувам како класичен иселеник, бидејќи денешните комуникации овозможуваат почесто да доаѓам тука, а и самата можност да контактирам и соработувам со моите колеги ми го дава тоа чувство, токму во духот на она крилатица која денеска сите ја користиме со право, како што нашиот голем академик и основоположник на модерната лингвистика, кодификација на јазикот и воопшто земено литературната наука, академик Блаже Коневски велеше, јазикот е нашата татковина. Така и јас го чувствувам тоа мое физичко присуство на северот на Европа, дека сепак живеам со нашиот јазик, а еве и со литературата која овдека ја објавуваме. Јас се разбирам, уште еднаш бих сакал да изразам благодарност за Друштвото на писателите. Наградата ми значи навистина многу. Секој писател кој би рекол дека пишува, но не му е важно дали ќе добие награда, дали некој ќе го прочита или не, делумно не ја кажува вистината, бидејќи најдобар контакт со читателите се постигнува токму преку наградите, кои се една своевидна реклама која му отвора пат на делото и му ветува поголем читателски круг. Секако дека би сакал да се заблагодарам и до жири комисијата која ми укажа таа доверба и чест да бидам годинашен добитник на наградата Стале Попов, до председателот уважениот колега Поперо и писател Љупчо Силјановски, а и останатите членови на жирито. Верувам дека тоа ќе биде еден голем потик за мене и понатаму да го давам својот придонес во литературата не само со собствени творечки дела, туку и со преводот, бидејќи еве веќе подолга период наназад се занимавам со преведување на шведска литература. Имам преведено некаде околу 45 дела од разни шведски писатели, почнувајќи од класиците Стриндберг и Селма Логерлев, па се до денешните современи писатели кои творат во шведска, но се преведени во многу други земји, во сите жанрови. Се трудам да преведам колку што можам. Еден човечки живот не е долг за да можете да направите чудо во областа на пишуваниот збор, но се трудиме да го искористиме максимално. Ете, со ова кусо обраќање би сакал да се заблагодарам уште еднаш и до Друштвото на писателите се надевам. Ние правевме напори порано со нашата асоциација Македонски сојуз во Шведска, да го споменам и тоа, бидејќи имаме секоја година организираме поетска манифестација, денови на македонската поезија во Шведска. Поканувавме редовно членови на Друштвото на писателите, на Друштвото на писателите, сега малку пандемијата не спречи во таа намера, но тоа ќе го возобновиме. И уште нешто повеќе се трудевме во изминативе деценија-две да овозможиме контакти меѓу двете писателски асоциации, всушност со Сојузот на шведските писатели, како што официјално се вика, каде што исто така сум член, па наши некои претходни председатели, како например Трајан Петровски, Раде Силјан и уште некои други, имаа можност со своите колеги, токму со посредство наше, на Македонскиот сојуз, да остварат разговори и да ги разгледат можностите за соработка. Ќе се трудиме тоа и понатаму да биде една тема која треба да ја развиваме.
Разговаравме за тоа со председателката Сонја Стојменска ЛЗСР, па верувам дека ќе имаме повеќе мотиви за соработка на сите полиња, за да не се чувствуваме како иселеници. Развојот на македонското иселеништво е нешто што трае со векови, но да се трудиме малку и да го подсопреме, да го запреме, за да не биде толку масовен, а оние кои се веќе надвор, не сум само јас, создаваат, пишуваат на македонски јазик и сигурен сум дека и во наредните години и други писатели ќе имаат ова чест и задоволство како што јас ја имам годинава. Благодарам.